Ако брат, ке те почекаме. Чекаме. Како бе не? Ајде муабет направи си ти муабет. Како бе еднаш не научија малку бонтон да не се паркираш пред рампа ако немаш како да излезеш одма. И уште муабет си прави. Ова ствар што ја одложувам многу долго време. Подобро и кога ќе дадеш газ, кога не си убрзина, оно не вози можда, ама троши. Како сакаш? Почасти ме малку. Дури едно 5 денари вака од ауспух, една вака гратис. Живе можда на семафори нема да дадеш 5 денари, ама од ауспух нека идат. За општеството нека идат 5 денари. Едно од стварите што најмалце треба да си дозволам да ги одложувам, и одложувам највеќе у свет, а тоа е идење на Завар. Сега конкретно идеме на Завар за да си ги белиме забите, затоа што не е тешко да се примети дека имам многу жути заби. Многу жути заби. Да не кажа дека забите не ми се здрави или такво нешто, али по друга страна не кажа дека ми се здрави, али конкретно ми се жути. Така да сакам да не ми бидат жути. Зашто да не ми бидат жути? Затоа што веќе се погодат некои вакви настани кои што ме прават да се осејам као холивудска Момент. Влогерски совети со Иван. Ја направив грешка, за не прешти. Секад кога се снимаш, пази ја наместено на видео, не на таймлапс, пошто имаш ваков резултат од твојот влог. У кратки црти бевме на снимање на сцена на новиот филм на Милчо Манчевски, се прошуњевме таму со жути заби. И ова се дешава непосредно после тоа и идеме кај Милена да ни ги направи забите од жути во бели со еден многу добар филтер. Да, сега нема да можам да... Супер без сете разбирам. Иван, не може да збори со ова, сакаш едно за дома? Еј, може. Дај ми едно пред. Дај, не може ни да го скријам. Ова устава со јагодава ја имаш стајано за да даде на знаење дека смееме да јадеме јагоди после белење заби. И се препорачува да јадете јагоди. Тоа единствено ова што дополнително ги белее забите. Да, Стварно. Процент за продавачите на јагоди и да ги гризате, не да ги цедите. Може овакво шлаг. Не се пие, што? После не се пие, се гаргара со сода. Не знам, мене Кике ми го прави, не знам што е точно тоа. Ама ти го прави така. Проверува додека не може да се суфлира дали ги почитува советите. нека каже. Да. Готово е ова се, толку од белењето на Кике. Првото денеска да. Па ова било лесно. Сега и да гледаш некој како копа е лесно. Чекај да видам како копаш. Коп, 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 коп. Кике, и ти имаш иначе вакви наочаристи, така? Можеш од дома да си носиш. Ова миењето лице е гратис. Жими све не ставам ефекти, природно светот вака. Не голте, Кике, пјукај. Бе, мочко, ще видам себе сега. Шо е, ја као навикнат сум да голтам нешто, шо? Шо сакаш да ми кажеш? Кај имаш? Дали имаш лузни? Чекај, имаш такво лузни. Се вадат мене. Не го останувате. Станува да, ова се моден детал. Ето го едно огромно огледало. Сериозно, сакам огледало. Да, стварно е големо. Леле! Прва сеанса, релативно бели. На жешкото столче? Не е толку жешко. Има клима. Ке се загрее. Оттиш да си го загрејала, да толку е жешко. Ова е една од најнебитните ствари што треба да се прават на моите заби, пошто моите заби се не многу здрави. Ама еве сега имам изговор, само што се вакцинирав, не смее да ми се бушат забите. Чао! Чао! Се спасив за уште 2 недели плюс, вајда. Не планира одмор, Милена, во наредниве 2 недели. Да ти кажам. Забаваме, не се плашам од забар, само ме мрзи. Само од забарки. И како да не му презави, како зинуе човек. Како драка? Сигурно ви се прстира. Дали стварно? О мај гад, тоа е awesome. Тоа е препаметно. Тоа да е на баба. Дали таму конкретно прст? Па помалку веројатно некој рака да ми скрши, дека ќе ме одбие Да, за прст. да. Тука 3 конци еднаш. Баба со само еден зад во уста. Како 3 конци со еден заб, бе? Па јас си зимав мерка за Велица, она имаше една тројка доле. И јас си реков да зине најсилно што може и она светла да затвори најсилно што може. Ау! Да rest is history. Фирање. Да разбира дека треба да ти одги за прстата. Ма немала заби, не осетила дека има прст таму, разбираш? Ова е многу жуто, стари. Ова е многу Јас сум многу жут. Јас никогаш не сум верен. Иване, твоето платно. Овој плаво, Да примесам. снагата на ветровите. Овој жолто. Не, одбој жолто. Стана кикев цвет. Обели ме. Елен во шоу има игра ваква да еден зборува, другиот погодува, да бе во Америка.
Сайбер Иван. Леле Иван. Шарен? Кода Сега си ко е вампир си се. Сега си езdes. Езdes старите или новите езdes? Старите. Плаво, црвено, жутко. А кај е ружата? Не бе сум. Кода си загризал многу јагоди изгледаш. Да, долар, ај, дека сум како дома, што си сушиш аришта. Може превод? Можеш да збориш, ама не е пожелно ти си го жишнеш езичен. Каков симултан толку веш си алал да ти е. Много ме бива. Шо са ви уствари на излог ги ставаш најубавите заби од Излог пациентите? ги ставам. Па не се на екшуали пациенти се за покажување. Ова е без метална керамика мост. Ова е метал керамички мост. Тука се гледа тоа. Тука е металот. И ова се Јоги. керамички винири. На бисери ми личи. Сам по грлица си направам од вакви. Па малку поскапо од бисерите да кошта. Да, супер. Ја много скахална кавани. Ако сакам да се разгалам некогаш. Ќе му кажеш на Иван, крече сакам бисери, не оди по ланчиње, јави ми се. На здравје. Почна устават Да ти некој сира. пулсира. Дека нема музика, па се запавли устава. А турска музика Па нямате. не сум јас, сега чекам да и текне. Не и текна. О 15% од пората. Ало, асистенти, не ти е диджей работа, си диджей, Аха, што не си што аха. експлуатираш работа, не сам. Знаеш кај си, не Назар? Не си в позиција да ga лавиш сега. Приватна ординација. Чуд, прифатното е такво. Газдите лоши, лоши. Туш, Ќе музика. шипкава на Иван во уста од ова моја. Добро. Леле Иване, колку ти се бели забите. Не. Живи се. Чек. Чека. Бел ден да видам, пошто да сега гледав црвен. Дупиш. Добро, па бели ми се, па што ќе доаѓам уште два пати? Да ти е сарно бе. Па ептен ми се бели. Ефтен побели. Уште побели. Знам, I get this. Леле. Никад не ми биле. Реално никош не му биле толку. Сега тоа беше лесниот дел од белењето заби, тешкиот дел е да не паднеш во искушение кога ќе треба да не јадеш одредена храна, што се вика као обоена храна, што не мора да значи дека е вештачки обоена, дури и природна обоена храна е обоена храна, доволно обоена храна за да ти го сиеве цел процес на белење заби. Така да у наредните неколку дена ќе нема да можам да јадам пример тавче гравче. Ствар што екшели ја планирам, пошто има црвен пипер. Така што вајда зелената храна не е фарбана. Не е штетна. Не е колоритна. Прехрана. Фала брат ми, значи има уште еден, уште поголем предизвик од тоа да не јадеш обоена храна после белење на заби. Ако си пушач ќе ме разбереш. Ја не сум толку голем и страствен Страствен. пушач, али конкретно за после јадење ги користев цигарите, ги искористував. Злоупотребуваше. Ги злоупотребував цигарите за да не мора да пијам ништо после јадење, за некако да ми се isprocesира тој вкус во уста, затоа што да пиеш било што после јадење е исто така лошо. И сега не знам што е полошо, дали да запалиш цигара или да пиеш нешто, што е полошо. Сигурно да запалиш цигара е дефинитивно полошо отколку да пиеш нешто одма после јадење. Али освен цигара најубаво успева да ми isprocesира храната нешто газирано. И сега пошто не можам ни сок газиран да пијам као Кока-кола или Кокта, али нема да кажам Кокта затоа што не е уопште популарно и мислам дека само јас и можеби производителот на Кокта пиеме Кокта. Пијам кисела вода со вкус на лимонче и желудникот ќе ми прости за овие неколку дена што цигарите ги заменам со кисела вода со вкус на лимонче. Ќе преживе и без тоа, желудникот да живе. Убав одмор ќе му дојде. Желудникот не ги прима цигарите. Желудникот ја прима водата, плуќата. Прости што нема Кокта да пиеш, да тоа става бе. А плуќата ќе ми прости што нема да пушам. Луѓето ќе ти биде благодарна, Јори. Еден од ретките ручеци што не знаеме сами да си ги направиме е тавче гравче и затоа гледаме кога ќе се погоди некој така многу убав и релативно слободен петок да и дојдеме на баба на тавче гравче, само што сега закажавме тавче гравче, али пошто не смееме црвен пипер да јадеме, рековме ајде ќе јадеме бело гравче и баба за да не испоштува направила и бела салата и баба и дедо се облекле у бело. Бел чача, бел леб. Насмеće da vida дека имаме и бели заби. Да. Баба ти ги беле со галадон, а јас со прс. Ти со коректор. Со сапунот што се мијам, ќе ги извадам и ќе си ги измијам и готово. А ти се вадат цели заби? Полесно е тоа. Па лесно ти е, ти у машина можеш да ги пикнеш ако сакаш. Ja imam navečer kod imam zavite 3 para imam da mijem. Gorna dolarnica i moj plus. Ти фада заби. И рудара сам и ловец Сесија сам. број 2. Кажем како беше со осветливоста? Не би ладна лубеница, не.
Не е толку ладна, има не лади фрижидера. За сега имам за цел да смирам телесната температура. Зобривам, а очигледно внатре сум ладна. Слушай, очигледно внатре била ладна. Лежи ти и размислувај за ова. Имам пола саат за размислување. Го издржа делот од цигари и слично? И слично? И замисли да ги откажеш и после ме частиш дека си ги откажеш цигарите поради мене. Значи се може. Да, го соларионат. Дечко, дај бе уште колку и други тука чекаат на ред, шо е ова? Кај се испика, да прашам и пола саат се задржам. Долго е прашањето. А одговорот го нема. Уште си го немам видено асално онака финалниот резултат. Сега ексклузивно и за мене и за тебе прв пат го гледаме финалниот резултат на белењето на моите зави. Значи еве како ми изгледа у моментот кога седнав да ми ги белат, значи ми беа апсолутно жути, а сега ми се Белина. Јас сум белец! Јас сум белец! И ти си белец, Кике! Not to sound racist, ама ние сме белци. Значи ова е без никаков color correction, без курци. Стојам до пенџере, за најприродно да ме осветли. Перникато живот не ми биле волкозавите. Ја мислам дека кога сум се родил не ми биле волкозавите. Тоест кога сум се родил сум немал заби. Првите млечните заби не ми биле волкобели. Со фотошоп не ми биле волкобели. Никад не ми биле волкобели забите. Моите заби се бели. Да си ги чуваш. Мислам дека стварно си ги чував и стварно поштував све што ми беше кажано, не јадев ни обојана храна, не пушев цигари, перова ми е. Истина. Кој ми е денова без цигари? Шести Ден без цигара да запалам. Или седми. Каков пушач си ти? Како пушач сум ја, дали сум ја пушач? Ако ги оставам цигарите затоа што да, никад не сум сакал цигари да пушам, тоа е порок за кој што стварно се кавам у животот, јеби га. Не сум бил никад страствен пушач, ама не сум сакал да пушам цигари, така да ако ги оставам цигарите после ова вечно ќе бидам благодарен на Милена. Не толку ни за забите колку што ме натерала да ги оставам цигарите. Немој да го сваќаш ова како некој вид на лечење комплекси, затоа што сум немал ја комплекси, не знам се други луѓе како се осеќаат на оваа тема, али јас стварно сум имал одувек жути заби, некако сум се помирил со тоа. Искрено не ми ни сметаше многу што имам жути заби. Свеш као стално си наоѓам работи в животот што не ми се толку совршени за да може да ми ги покрие сите мои совршености. Нема врска, друг ќе си го сваѓам животот, таа е предлога тема за објаснување. Но не можам да кажам дека не сум пресреќен пер што конечно си ги гледам завите да ми идат бели. Дури сум добивал коментари на видеа дека имам жути заби. Не знам тие луѓе кои што ми ги пишувале тие коментари како тоа го сфаќале, мене апсолутно не ме навредувале затоа што знам дека it's a fact, као жути зуби имам, тоа е тоа. Пушач сум, пијам кафе, ги правам сите тие работи и сега да сваѓаш како ќе ми помине тој инкубационен период на средството вајда што ми ги обелува завите, кога ќе продолжам пак да пијам кафе и да не пушам цигари. Евенчуали пак се жутат завите свееш со секоја бојана храна со сите тие страни. Тоа никад нема вечно да останат и затоа не ми било нека бед што ми се жути завите затоа што знам дека тоа е пушач си Иван, ќе ти бидат жути завите, нема спас. Али ете има спас. Има спас. Не мислам дека е лоша работа да си го третираш изгледот како што е потребно да си го третираш здравието, потребно е да си го третираш изгледот, ако сме кај здравието треба да идам и да поправам заби. Али мислам дека секоја можна грижа за сам себе е буквална смисла објаснето, онака self-love, тоа е self-love за мене. Тоа е како да се сакаш со некој друг човек и за да добиеш ти љубов назад од тој човек, треба да му дадеш љубов на тој човек. Подеднакво функционира и себе љубовта, колку поише ти се сакаш сам себе, својот изглед, своето тело, своето здравје, толку и тоа поише тебе ќе те сака и ова е супер место да го убацам овој мотивационен говор. However, фала ти што гледаше видео, стварно ми е мило што превзимам вакви чекори и не ми беше толку тешко една недела да не пушам цигари, да не палам фиш и да не јадам обојана храна и да не пијам кафе. Се издржувам. Можам допаминот да си го накачам и со други ствари. Од доста лекции научив оваа недела. И во последните 10 секунди од видеово јас ќе ти стојам вака со завите бели, додека не кликнеш на ова видео.